Идната година треба да бидат инсталирани нови 4 ветерни турбини за производство на електрична енергија кај Богданци. Вака најави од Телем кои беа домакини на представници на косовската влада кои се интересираа за постапките и процедурите за изградба на ветерен парк во Косово. Директорот за развој и инвестиции при Елем Иван Трепевски истакна дека се обезбедени 18 милиони евра. Нашето Министерство за финансии ни обезбеди кредит од 18 милиона евра од првиот финансира, истиот, Германската развојна банка КФВ, и овој проект очекуваме наскоро да започне во форма на обезбедување на дозволи, на распишување на тендери за опрема или продолжување на постоечките договори и негде во 2019 година конечно изградба на преостанатите 4 ветерни турбини. Ветерниот парк кај Богданци е во функција 4 години. За комплетирање на истиот се започнати процедурите и во наредните месеци се очекува да започне набавката на опремата. Ова зад мене е ридот Мамино, каде што треба да никнат нови 4 ветерни турбини од паркот овде во Богданци. Инсталирањето на истите, според проекциите на ЕВН, ќе се случи идната година, зашто интензивно се работи на завршување на целата постапка. Македонија со својата стратегија, освен изградба на нов ветерен парк, планира и фотоволтаична централа која ќе биде најголема на Балканот. Елем дефинитивно ќе гради уште еден ветерен парк на локацијата Миравци и тој ќе биде планиран да биде 50 мегавати, но првата фаза ќе биде нешто помалку, ќе биде 14 мегавати, а многу брзо веројатно ќе започне изградба на една малку поголема фотоволтаична електрана. Всушност мислам дека и таа е најголема на Балканот, од 10 мегавати во кругот на постоечкиот рудник во електраната Осломи. Државите од Балканот треба да се фокусираат на искористување на обновливите извори на енергија, беше пораката на представникот на Западно-Балканскиот инвестициски фонд. Навистина има потреба да се зголеми капацитетот на обновливата енергија. На Западен Балкан, колку што знам, првата ветерница е во Македонија. Откако се изгради овде, во план е да се градат уште ветерници на други локации, а некои веќе се изградени, како на пример во Србија. Така што постојат големи планови кои чекаат да се случат и ова е навистина важно. Обновливата енергија се развива брзо. Паркот кај Богданци има 16 турбини и годишно произведува 110 гигават часови електрична енергија и беше пример за изградба на ветерен парк во Босна.